Поштувани гости, добро вечер. Мене ми припадна честа да кажам некој збор, на беровски некоја дума. Вика, ти многу си зборил порано, па и сега да збориш. Уште еднаш добро вечер на сите. Во раните 20 години од минатиот век, многу беровчани почнале да ја создаваат парк шумата во околината на Берово. Продолжувајќи во 50-тите години да почнат да го градат овој објект кај што сме сега. Од група беровци и малешевци и од група ловџи, ентузијасти со самопридонес да го направат овој објект во кој што сме сега. Многу години после тоа граден и надградуван, прошируван, да остане во сеќавање на многу наши беровчани и малешевци. Овдека се правеле големи забави, многу матинеа, игранки, тука се случувале првите запознавања, симпатија и љубов. Така да Берово и малешевци во овој простор се сентиментално врзани. А се надевам дека сега и сите од Македонија. Но не беше се така. Одреден период овој објект беше оставен на завод на времето и некаде во 2020 година јас заедно со моите другари го гледавме објектот и се реши да се инвестира. Така да денеска гледате во каков објект се наоѓаме. Се надевам дека ќе имаме добра дружба, ќе се дружиме и ќе помогнеме на локалниот економски развој на Берово и на Малешевијата, и на Македонија, бидејќи Берово и Малешевијата се туристички бисер на Македонија, мала Швајцарија. Да се придонесе за нови вработувања и се надевам за проширување и на овој објект и на сите. Ова е една нова свежина во Берово, нов квалитет и се надевам дека сите ќе бидете задоволни. Да почнеме. Ние сме локал патриоти, беровци и малешевци, викаме многу сме помалку во Берово, ама во диаспората многу и гледам многу од диаспората. Така речи, ви посавувам уште еднаш пријатна вечер од моје име, од име на Боби и на Игор, и морам на крај да кажам нешто. Сето ова немаше да се случи, немаше да се деси доколку не беа Марија, Билјана и Учка, кои што не трпеа 2,5 години за да дојдеме до ова. Благодарам уште еднаш и поздрав до фамилиите, до нашите фамилии. Ловен дом Берово представува едно посебно место во градот и мене ми представува една радост и задоволство што еве денес имаме отварање на еден ваков објект. Ловниот дом во Берово беше култно место. Мислам дека и понатаму ќе продолжи, затоа што се случува многу настани кои што беа од забавниот, културниот, рекреативниот дел на граѓаните. Тука имаше и прошетки, имаше и забавен дел, но пред се дискотеките кои што беа многу познати, кои што се одржуваа во овој дел на градот. Прекрасниот поглед, прекрасните доживувања што ги имавме како младинци и пред нас генерациите раскажуваа, се надевам дека понатаму ќе продолжи ова место да живее и да биде момент во творештвото, во културата, во начинот на боемски живот во градот и дека ќе предизвикува и понатаму емоции кај сите граѓани и дека овој почеток нека биде подсетување на старите мигови, но и нови моменти кои што ќе донесат радост за нашите сограѓани, но и за сите гости и туристи и посетители во општина Берово. На кратко, ако може да се каже, ако можам да кажам, тоа е историско место за Берово. Едно од најубавите места на Берово. Место од каде Берово, како да кажам, го живее својот живот, од како настане овој дом. Генерации гледано уназад, почнувајќи од овој ловен дом, позади Јувовец, бунгаловите, тука се одвивале најважните настани во Малешевијата, почнувајќи од додела на награди за деца, почнувајќи од нови години славење, од журки, од гитаријади. И секоја од тие генерации, зависно од тоа во кој стадиум бил ловниот дом,
имало своја приказна. Тоа е поентата на целата таа работа. Значи имало своја приказна. Самата таа приказна, значи ние ако се сеќаваме, на времето имало и државен југословенски надпревар за, како да наречам, за моторни пили. Во однос на Штил, на Долмар, на Хузварна, и тука имало луѓе од цела Европа, да не кажам од само од Малешевијата, од Берово, од бивша Југославија. Значи имало манифестации кои дале до многу голем допринос во овој дел. Ке повторам, значи секој момент кажува своја приказна. Генерацијски и пред мене, и за моје време. Да не карикирам, тука сум бил на диско. Како деца, тука сме биле по девојки, тука се свириле гитари, правеле журки. Така да се надевам дека тоа сега што се случува ќе биде пострек за да најнова приказна која ќе остане во историјата на Малешевијата, на граѓаните од Малешевијата, пошироко у Македонија, а се надевам пошироко и на регионот и така. Ова е враќање на убавите спомени од прекрасните спокојни времиња кога овде се родија многу љубови, многу симпатии и познанства. Ова не беше само туристички дел за Берово. Сите беровчани и малешевци, каде и да се наоѓаа, летно време беа на Јуовец, на игранка, а овој објект не се знае колку генерации и генерации ги имаат поминато своите најубави денови, нови години, мајови, дружења, примање гости, славење на јубилеи, на матури, свадби. Едноставно, тоа е враќање на преубави спомени од преубавите поминати времиња. Јас не сум човек кој го фали минатото, го куди денешното. Меѓутоа, овој објект едно време беше запуштен, сега е пак во функција. Му благодарам на газдата, иако претходно мора да споменам еден бивши директор Тошо Цикарски го направи објектот, го ревалитизираше, али сега со оваа проширување, со оваа доградба, објектот доби нова содржина, која се надевам сите посетители, не само ние беровчани, ќе ја препознаеме. На моје лично задоволство, ресторанот повторно е отворен. Значи, Ловен дом во историјата имаше многу подеми, многу падови, ама реновиран е ресторанот, проширен, со капацитет од 120 места. Ја задржуваме традицијата во Малешевијата со традиционалните малешевски јадења, вклучуваме и некои интернационални јадења и од денес официјално го отвараме ресторан Ловен дом Берово. Ресторан Ловен дом се наоѓа над Берово со фантастичен поглед према градот, одлична можност за сите беровчани да уживаат во убава храна и убав поглед. Така да, од утре повелете, добродошли во новиот Ловен дом.